Одбојкарскиот клуб СВС Куманово ја освои двојната круна во историја на спортот во Куманово. Честитки до мојот денешен гостин. Инаку можам само да речам дека вакво нешто првпат ни се случува во Куманово, во историјата на спортот во Куманово. Со мене во студиото Денис Војадиновиќ, тренер на СВС Куманово на Одбојкарскиот клуб. Добар ден, добро ни дојдовте. Честитки до вас како најзаслужен, како тренер на Одбојкарскиот клуб, но се разбира и до членовите ваши, до вашите членки, до одбојкарките кои што ни ги донесоа и пехарот и овие медали. Добар ден, ви благодарам за поканата, чест и привилегија да сум со вас во студио денеска ваш гостин. Повелете да почнеме веднаш со она со кое што се гордеете не само вие, туку и ние како жители на градот. Во финале на лигата на плей-офот, ваш противник беше Одбојкарскиот клуб Јанта Волеј од Скопје. Одигравте 4 утакмици, од кои што 3 забележавте победи. За жал, една отиде во пораз, но сепак најдобрите дојдоа на врвот. Така е, значи, апсолутно сме горди, апсолутно ни е чест и привилегија што во Куманово донесовме ваков трофеј, прв во историјата на нашиот град. Значи, едноставно, минатиот пат кога бевме гости овде во вашето студио славевме заеднички победа во купот против истиот противник од Одбојкарски клуб Јанта Волеј. 3 дена после тоа започна и серија во плей-офот. Значи, едноставно, системот на надпреварување на Одбојкарска федерација на Македонија е таков што после лигашкиот дел доаѓа тој плей-оф. Значи, ние поминавме полуфинале на плей-оф и дојдовме во финале со Одбојкарскиот клуб Јанта Волеј. Се испостави дека тоа се практично и као и некако предпочеток на сезоната што планиравме, две најсилни екипи во одбојка во моментот во нормално нашиот град во Македонија. Така да, едноставно стигнаа сите планови да се остварат. Точно, значи, одигравме 4 надпревари, сите 4 беа нормално на тесен резултат. Првиот надпревар го одигравме во Скопје само 3 дена после победа во купот. Тогаш на првиот надпревар имавме еден мал пех. Мора да кажам, значи, дека играчки не бевме комплетни. Нашата, да кажем, еден од клучните играчи, либерото Теодора Живковиќ не беше од објективни причини не беше присутна на надпреварот. Така да едноставно загубивме течноста во игра, загубивме едноставно наша, да кажеме, можеби концентрација, загубивме и она што беше планирано пред надпреварот, така да релативно лесно го загубивме тој надпревар 3:0 на теренот на противникот. Така да Јанта Волеј почна серијата, почна со 1:0 во нивна корист. Следниот надпревар се одигра во Куманово, многу битен надпревар затоа што да се пофалиме дека за прв пат македонска телевизија вршеше пренос директен од еден одбојкарски надпревар, значи во салата Перо Наков, во прекрасна атмосфера кај што нашата публика ја испочитува нашите желби, молби, дојде во огромен број во салата, направи фантастична атмосфера која едноставно и нашите значи и вашите гледачи може да видат. Многу тесен, многу енергетски, значи надпревар кај што противникот поведе со 2:0 во сетови, кај што ние едноставно драматичен надпревар. Апсолутно, значи 2:0 во сетови веќе да кажеме почнавме малку и психолошки да видиме како ние состојба на екипа, што се случува, како се случува. После вториот сет едноставно седнавме ние као тренери и им кажавме на девојките: "Ало, знаеме дека можете, знаеме дека сте подобри, дајте играјте." Значи нема што да изгубиме едноставно. Една морална подршка им беше потребна. Апсолутно. Значи прво и основно, знаевме дека имаат притисок од македонска телевизија, дека првпат во Куманово се случува вакво нешто, дека сепак се тоа млади девојки кои им е потребно искуство, им е потребно, значи едноставно малку да се бутнат од позади и се случи она што се случи. Се случи тоа да едноставно израмнивме 2:2 во сетови, се одигра тој така наречен тајбрейк, пети сет. Во петиот сет успеавме пак да извојуваме победа, да го земеме тој сет и да извојуваме практично коленша победа во тој надпревар. Драматичен надпревар уште еднаш, значи со кој успеавме ние да израмниме со 1:1. Следниот надпревар требаше да се одигра во Скопје, но ради разноразни причини кои едноставно и сега и не би влегувал, имавме одредени потешкоти со Одбојкарска федерација на Македонија, одредени потешкоти со Одбојкарски клуб Јанта Волеј. Тие не успеа, значи, да се одржат според планот, да се игра надпреварот во понеделник во Скопје. Така да ние излеговме во пресред, во најдобра, значи, можна комбинација да се одигра, се направи кој што треба.
успеавме ние да го организираме со благодарение на Сојуз на спортови од градот Куманово, па и Кошаркарски клуб Куманово кој ни овозможи термини во салата Перонаков да го одиграме надпреварот. Никој не се надеваше, но сепак надпреварот беше апсолутно информатички кажано копи-пейст од првиот надпревар. Значи почнавме со катастрофа. 2:0 почнавме да губиме практично исто како првиот надпревар. Стигнавме до 2:2. Единствена разлика во 2:2 е што противникот, значи одбојкарскиот клуб Јанта Воле имаше дури и меч топка. Значи во четвртиот сет може едноставно да победат со 2:1, но девојките успеа со малку спортска среќа, повеќе знаење, со наша некои интервенции, промени и така натаму да го земеме вториот сет. В следните два сета така да резултатот беше изравнен 2:2. Пак се играше тој така наречен тајбрек, пети сет, кај што пак повторно ние на кумановски терен успеавме да го добиеме и тој сет многу потешко дочекувано, но да кажеме дека со оглед дека на почетокот ние бевме па дури и означени од македонска телевизија и од сите спортски, да кажеме, работници као мал аутсайдер, многу беше, да кажеме, веста и низ градот и посебно во Републиката дека одбојкарски клуб СВС Куманово победе со 2:1 во серија. Значи тука едноставно ние добивме крилја, знаевме дека голем потик за апсолутно, знаеме дека можеме, знаеме дека едноставно девојките беа подготвени, ние бевме подготвени за овој што нели и ќе излезе дека беше клучен надпревар. Значи во Скопје едноставно кога влеговме во салата, тоа е практично четвртиот надпревар кој се одигра во нивна сала, видовме дека онај што очекувавме, дека нивните одбојкарки не беа баш на ниво, збориме од психолошки аспект, значи физички сигурно топ спремни. Ние од другата страна едноставно им дадовме потик на нашите девојки и им кажавме: "Ало, тука сме, значи еден чекор сме до победата, ајде да го победиме, ајде да го направиме и тој чекор." Да не се спомнувам дека резултатот пакет беше 3:2. Значи сите три надпревари кои ние ги добивме со 3:2 во сетови. Значи тесно, нијанси одлучува, али ова сезона имавме среќа дека нијансите беа во наша полза. Нормално после значи тој пети сет кој едноставно ги прегазивме противникот, го добивме со 15:5, нормално, значи имавме мала прослава. Дури да кажеме дека него понесовме ни шампањското, така да можеби и ние не очекувавме дека тоа ќе се случи, дека едноставно ќе да добиеме титулата. Но се случи прослава, дојда луѓе од Одбојкарска федерација, поделија медали, поделија овој прекрасен пехар што е во наша трајна сопственост, така да едноставно бевме презадоволни, нормално сите со ептен задоволство што освоивме таков, што направивме таков подвиги, освоивме двојна титула. Браво! Само за пофалби, за честитки, пекарот отиде во вистинските раце. Ние, овде како имаме во студиото, така. И ние се гордееме со вакво нешто. Одбојкарскиот клуб СВС Куманово стана првак во сениорската државна лига на Македонија во одбојка. Така. Се наметнува прашањето: кои се вашите планови за следната сезона? Меѓународни надпревари пред вас? Како државни прваци? Да, значи со тоа што станавме државни прваци, добивме можност да се надпреваруваме во меѓународната конкуренција. За жал, се уште финансиската состојба на нашата екипа, која планираме, нормално се надеваме дека ќе се подобри, не ни дозволува да го направиме тоа, така да плановите за следната сезона, иако се уште не се искристализирани, се уште не се прецизирани, најверојатно, значи ова се 99%, нема да вклучат никаков надпревар на меѓународна сцена. Постои можност, идеја нормално да се направат некои меѓународни надпревари, бидејќи знаеме дека Србија е одбојкарска велесила, било која екипа од Србија, да кажеме, неподалеку и од Врање, Панда и така натаму, значи ако дојде тоа ќе биде фешта у стил да се види поквалитетна, поубава одбојка, но значи некој меѓународно надпреварување едноставно во моментот прескапо за нашиот буџет кој е, да кажеме, минимален. Од друга страна се уште, нели, пошто ова се два клуба, се уште постои некоја можност едноставно, значи да видиме како ќе се однесуваме и што ни се приоритети за следната сезона, но пак викам, најверојатно, значи клубот ќе постои следната сезона, ќе работи, ќе функционира и се надеваме нормално дека прва и основна задача ќе ни биде одбрана на овој пехар и на двојната круна, на зајакнување на одбојката као спорт во Куманово и понатаму и пошироко, и нормално
едноставно да успееме да ги задуваме нашите навивачи, да не чекаат 23-4 години за следен пехар, туку да еде, да направиме една, да кажеме, рутина. Да одиме од година за година. Така е, нормално, значи рутина да навикнеме дека Куманово знам дека е спортски град и дека е гладен за успеси и гладен за спорт, дека едноставно е веќе се навикнат и ќе почнат да го викаат едноставно Куманово град на облек. Еве, Денис, ти благодарам за разговорот. Што можам да посакам освен ви благодарам што не удостоивте со вашето присуство. Поздрав до вас и поздрави и ние ги девојките. Апсолутно, благодарам на вашите слушатели, благодарам и на вас што не поканивте, што бевме овде во вашето студио.